Видовте вие дека на крај ја кажав здравствената состојба. Значи не ни беше главната теза дека бараме да биде пуштен од притвор заради здравствената состојба. Туку напротив рековме дека не стојат околностите, опасност од бегство и повторување на делото. Здравствената состојба секако ја спомнавме како факт кој што е ноторен и он се наоѓа во животно загрозувачка состојба, но сметаме дека и околностите поради кои што му е определен, односно продолжен притворот, опасност од бегство и повторување на постапката во конкретниот случај не стои. Но пак ќе кажам, секој ден го носат во болница, ја не знам, неколкократно е поскапо да секој ден биде носен на третмани во болница, отколку да биде хоспитализиран. И тоа го кажав на крајот на јавната седница, за да не искочи дека ние бараме укинување на притвор заради медицински причини, туку заради непостоење на другите. Но реално неговата здравствена состојба не е добра. По негова вина, и јас како негов бранител му замерам за тоа, затоа што сам ја направил таа операција, но таа операција не е успешно направена, а во затворот Шутка нема како да се санира. Се уште ли не се вештачени делото на доказите што јавното обвинителство ги има дадено за вештачење, што вие немате извршено? Завршено е се. Завршено е, ги видовте и тие докази? Не до крај, сега ќе продолжиме да ги гледаме доказите. Тоа што ви го кажав прошлиот пат истото останува. Завршува истрага, а докази се уште гледаме у рокот од 15 дена. Најблаго речено, малку чудна ситуација, но таква е. Сега ќе го гледаме тоа, ви реков. Сега ќе го гледаме, затоа што вчера беше завршено тоа. Јовановски кажа дека очекува фер судски процес, колку што слушна, фер процес рече. Дали тоа значи дека исклучувате можноста да побарате евентуална спогодба, бидејќи ја можете да оцените обвинение? Колку Што можам? Спогодба со обвинителство. Не сме размислувале во тој правец за спогодба, како што вие знаете, во оваа фаза прво треба двајца, прво воопшто не сме размислувале. Нити јас, нити осомничениот, а од друга страна, како што реков, треба двајца. Значи, џабе ние дури и да сакаме, а ќе повторам, не сме предложиле такво нешто, треба согласност од другата страна. Така да сега во овој момент не размислуваме за такво нешто. Значи рече дека е позитивно да ги кажа сите сознанија кои што ги има за процесот, што е она што би можело да биде како сознание што ги има? Не знам. Тоа ќе треба него да го прочита. Јас какви сознанија има, може би он има повеќе сознанија, многу повеќе од самиот предмет што е. Тоа ќе треба него да го прочита.